Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Месецот февруари е месец за подигнување на свесноста и видливоста на лицата со ретки болести. Токму затоа оваа емисија ја посветуваме на оваа тема. Наши и ваши гости се Гордана Лолевска од Сдруженијето Ретко е да си редок и доктор Маја Божиновска-Смичевска, невролог од специјалната болница Свети Еразмо. Добар ден на двете гостинки, добре ни дојдовте во студиото на ТВМ телевизија. Добро ве најдовме и благодарим на поканата. Така, ајде да започнеме. Ова ни е 5-та година кога се реализира националната кампања за подигнување на свесноста на ретките болести. Од 1 февруари стартувавте, навистина сте активни, имаме нови диагнози се споделуваат. Кажете ни, Лолевска, како тече кампањата? Како и секоја година прекрасно и секоја година е од изминатата подобра, помасовна, повеќе прифатена од јавноста, од целото население во Охрид е дигнато на нозе, меѓутоа и Македонија веќе ги прифаќа сите тие работи кои што ги работиме за подигање на јавната свест во Охрид. Како што кажавте, да, кампањата започна пред 5 години, ги запознаваме ретките болести, меѓутоа јас 9 години сум активист за ретките болести, односно за подигање на јавната свест за постојањето на ретките болести. Предобра кампања, многу поддршка, многу боени дланки, наидовме на досега најдобра дефинитивно кампања оваа година. Така. Доктор Божиновска, лекарската фела силно дава поддршка на оваа национална кампања. Како сте вие вклучени? Точно, ние со расширени раце ја пречекавме целата иницијатива уште од почетокот на работата на Сдруженијето за ретки болести во нашата држава. Лекарската фела е благодарна на оваа кампања, бидејќи ретките болести се исклучително тешки болести и за диагноза и за препознавање. И со нив сите ние макамачиме, долг период поминува од првите симптоми до поставувањето на диагнозата. Така што преку оваа кампања сметам дека не само населението и пациентите се бодрат и се запознаваат со ретките болести, туку и ние како лекари се потсетуваме на ретките болести секојдневно преку медиумите и во тек на целата година, посебно во месец февруари секоја година. Така што мислам дека кампањата е одлична и веќе издруженијето веќе има постигнато огромни успеси со воведување и на одредени третмани во нашата држава за ретки болести. Така, Лолевска, годинава видовме илјадници обоени дланки, и видовме многу објекти, институции, едноставно општините, културно-историските споменици, голем број општествено одговорни компании блескаат во боите на ретките. Да. Ве прави ли тоа горди? Многу горда, особено кога ќе видам пост за кој што не ми известиле предходно дека ќе работат нешто, кога ќе го видам тагот само на своето здружение или ќе се видам тагната на некоја објава, баш ме прави посебно горда сето тоа. Она што сакам да им кажам и на вашите гледачи дека тие обоени дланки, тие осветлени објекти не се моја идеја. Значи, ние само се вклучуваме кон насоките кои што секоја година ни ги дава Европската организација за ретки болести Евроордис и ние само ги пратиме низините препораки. Така да и во цел свет се бојат дланки, во цел свет се осветлуваат објекти, само ние се вклучуваме кон тој глобален синџир на обоени дланки и осветлени објекти. Можам да кажам слободно дека и да се пофалам дека Охрид е врвот не само во Европа, туку и во светот на тие обоени дланки и осветлени објекти. Зашто и секоја година добиваме пофалби од Европската заедница за ретки болести, знаат да ни напишат, да споделат некој наш пост, особено Самуиловата тврдина, како што знаете, трет пат е на светско ниво прв осветлен објект во светот. Многу културно-историски споменици, општествено одговорни компании, вие како медиуми не поддржувате и
Сакам да ја изразам како и секогаш досега мојата благодарност до вас медиумите, бидејќи ако вие не бевте од самиот старт да не поддржите, да не сослушате, секогаш објективно да ги пренесете пораките кои што сакаме со кои сакаме да допреме до јавноста, да не присуствувате, ако не присуствувате на ни еден наш прес, ако не бевте заинтересирани, оваа кампања немаше да биде толку успешна. Да, ние заедно со медицинската фела направивме се да сработиме, меѓутоа сепак огромното благодарност оди до вас сите медиуми во цела Македонија, која што кампањата ги запознаваме ретките болести, ја препознавте како едно општествено добро кое што треба да се емитува. Така. А колку е значено, докторка, тоа што еве годинава имаме нови 28 диагнози со кои што се запознава јавноста, верувам се запознаваат и пациентите, но и лекарите, убаво споменавте дека се потсетуваат на некој начин. Јас мислам дека е многу значајно, бидејќи сега имаме 28 нови диагнози, меѓутоа има повеќе во светов, има повеќе од 7000 ретки болести. При тоа под ретка болест, ево во Европа, Европскиот конзорциум за јавно здравје подразбира болест која е застапена со помалку од еден пациент на 2000. Значи, вадењето на нови диагнози, запознавањето на јавноста е голем чекор напред. Бодрењето на семејствата со пациенти кои семејствата на пациенти кај кои не е уште утврдена диагнозата. Начинот на кој тие треба да се изборат понатака, не да се чувствуваат безпомошно дека лутаат низ лекарските ходници само, да бидат свесни дека тешко е поставувањето на таква диагноза и да бидат упорни до крајот. Од друга страна, пак оние кои ги имаат диагнозите, да се најдат себе си во една групација, во едно здружение каде што ќе најдат поддршка и каде што ќе најдат и совети за својата болест доколку нема терапија, бидејќи голем дел од ретките болести се болести без терапија. Така. Точно заради тоа што се ретки, не е можно ни да се направат големи клинички студии, испитувања брзо и навремено за да се дојде до некоја терапија. Така. Лулевска, кажете ни, кои се клучните предизвици со кои што се соочуваат лицата со ретки болести? Ќе се надоврзам на почитуваната докторка, поставувањето на диагноза. Тоа е најгорчливиот проблем за кој што и секоја година зборуваме. Бидејќи многу од симптомите на ретките болести, ќе се сложи сигурно и доктор Маја со мене, се многу слични со симптомите кои што се среќаваат, дали тоа ќе е при некоја настинка, грип или некое вирусно заболување. И некогаш доколку самиот доктор во текот на своето едуцирање не се сретнал со таков пациент, можеби и му е премногу и тешко да ги раздели симптомите од постоечката болест со тие кои што се како ретки болести. Па така да како пациенти поминуваме долги години толкајки низ болнички ходници барајки диагноза, се додека кај одредени доктори не се јави сомнежот дека можеби не се работи само за една, ќе го спомнам ситуацијата во моето семејство, за една неозначена хематурија, како што знаете вие доктори да напишете. Ако таа хематурија се јавува нон-стоп, особено изразена при горно-респираторни инфекти, туку можеби се работи за Алпортов синдром или за некои од синдромите поврзани со бубрежните заболувања, бидејќи многу бубрежни, најразлични бубрежни заболувања даваат хематурија во урината. Така да повторно ќе кажам дека и како здружение кое што првенствено како родител на дете со Алпортов синдром, кој што јавно збори за болеста на своето дете и симптомите кои што се јавуваат кај Алпортовиот синдром, горда сум и на ова. Горда сум на тоа што веќе нефролозите почнаа да се замислуваат, почнаа да се сомневаат дека кога едно детенце, едно семејство им доаѓа еднаш месечно, еднаш на 3 месеци нонстоп со кога со микроскопска, кога со макроскопска хематурија, а тоа е константно. Значи и тоа трае години, почна да се сомневаат дека веќе можеби се работи за Алпортов синдром.
Благодарение на добрата соработка која што професор Тасич ја имаше со една генетска лабораторија во Минхен на база на проект, значи бесплатно добивме, можам да кажам, за жал, многу позитивни деца на Алпортов синдром, кажувам за жал, бидејќи за Алпортовиот синдром се уште на светско ниво нема лек. И сето тоа пак ќе кажам благодарение на добрите соработки кои што ги има професор, не само професор Тасич или ево и доктор Маја, успеваме и како здружение и како доктори да вклучиме пациенти некогаш и во клинички студии, некогаш и во некои проекти кои работат на генетика, само да им олесниме на овие семејства за бесплатно да дојдат до својата генетика, бидејќи едно генетско точно. Едно генетско испитување знае да кошта, зависно од ретката болест, од 50 до 5000 евра. Па така да, кога знаете дека во семејството имате генетска болест, нормално е по некоја логика да се направи генетика на целото семејство, а не само на одреден дел од тоа семејство, па така да самото генетско тестирање може да доведе и до една осиромашување на семејството. Така. Докторка, тешко ли се откриваат овие ретки болести? Верувам и во секојдневието често да пати сум се искрена, многу соочувате. тешко се откриваат. Меѓутоа треба да помислиме на нив, барем во едно делче од нашиот мозок да ги имаме ретките болести постојано на ум. Бидејќи како што веќе испомна Гордана, симптомите се преклопуваат и знаат да се многу слични. Меѓутоа со внимателно слушање на пациентот, со повторувани прегледи, некогаш и ќе им се смачи на фамилијата, на семејството, на пациентите, ќе помислат дека се е веќе бесполезно, меѓутоа со повеќе диагностички методи и на крај со генетика се поставуваат диагнозите. И како што кажав, точно е дека е потребно многу време некогаш да се дојде до правата диагноза. После некој период на работа, мислам дека секој лекар, секој специјалист во своето поле може да ги препозна и да ги разграничи симптомите на ретките болести, само е потребно еден извичник да има и постојано да мисли дека може ова да е ретка болест, а не дека е симптом на нешто вообичаено. Да не се објаснува на најпростиот начин, стално да мислиме дека има нешто плюс. Така, да се биде попазлив. Точно е дека да биде вклучен, секогаш треба алармот да биде вклучен, мислам кај здравствените работници, ако веќе како што кажав, ако се повторуваат тие епизоди, како што знаете вие докторски да се изразите, ако тие епизоди знаат да се повторуваат, или во земањето на амнеза, ако веќе имаме генетска историја. Секој детал од анамнезата е важен, фамилиарната анамнеза е многу важна во овие случаи. Секој еден симптом е многу важен и треба внимателно да се слуша пациентот за се што ќе ни каже, бидејќи тие најдобро знаат што чувствуваат, а не да го препишуваме тоа на едноставни болести. А од друга страна, Македонија е сиромашна земја, ние оскудеваме и со диагностички методи. Многу е тешко да се стигне некогаш до одредена диагностика, потребно е повеќе време да се стигне до таму. И кога ќе се стигне до диагностиката, потоа е тешко да се стигне до професионалецот кој се занимава со таа болест, а тек потоа ќе дојдеме до некоја евентуално терапија, дали преку студија, дали преку експериментални студии кои се низ Европа или некои од лековите кои се одобрени. И тоа е многу тешко бидејќи кај нас во се вмешана политиката, меѓутоа за се треба многу трпение и за се треба верба дека ќе биде. Така, надеж мора да остане. Надеж. Така. Лолевска, во регистарот на ретки болести во Македонија, колку лица имаме и дали знаете колку имаме во Охрид или можеби во регионот? Така. Во регистарот за ретки болести запишани се околу 760 пациенти со околу 70 различни ретки диагнози. Меѓутоа, она што ние како здруженија го имаме како податоци, тоа се многу поголеми бројки. Тоа се околу 2000 пациенти со ретки болести со околу 300 различни диагнози. Баш и пред да дојдеме кај вас во студио со доктор Маја разговаравме дека и ние сме тло на одредени ретки диагнози и заедно ќе покушаме со доктор Маја да направиме еден наш интерен
интерен регистар на ретки болести, да видиме, јас тој веќе имам почнато да го работам, да видиме Охрид на како Охрид на кои ретки болести е тло, кои се застапени ретки болести. Значи го имаме Алпортов синдром досега. Имаме бета-таласемии доста, хемофиличари имаме, хемофилија исто ретка болест. Имаме 3 семејства со цистична фиброза, двајца пациенти од кои за жал едниот почина од пулмонарна фиброза, а за другите спинална мускулна атрофија. Да, имаме многу невролошки, ретки доста болести. Имаме спинална мускулна атрофија, имаме пациенти најмногу можда со хередитарни полиневропати, тоа се вродени страдање на периферни нерви, шаркомаритут болеста. Потоа имаме мускулни дистрофии, од кои една, нажалост, е многу честа во нашиот регион. Миотонична мускулна дистрофија, преку 30 пациенти од регионов на Охрид ги имаме со таа болест. Се наследува автосомно доминантно, значи се наследува секој дете од семејството ќе ја добие. Потоа имаме мозочни удари кај деца, неколку случаи од Охрид. Имаме еден случај на многу ретка невродегенерација, јувенилна, значи во младоста. Последно имаме еден, во нашата болница се среќаваме со неурофиброматоза, неколку случаи познати на неурофиброматоза, тоа е на нервно и на коскино-зглобен систем ретка болест. И последно имавме пред една недела, колегата Стевоски имаше случај на многу ретка болест на бебе, едногодишно дете, не е бебе, веќе со костохондрална дизостоза. И тоа е болест на коските. Така што ги има. Во регионов ги имаме многу ретки болести. Ахондроплазија мислам дека ахондроплазија исто имаме, да, и ахондроплазија. Имаме, значи, по неколку случаи заедно со доктор Маја. Леукодистрофии, тоа се болести на белата маса на мозокот. Да, сме имали едно од најретките Александар дизис, ја имавме едно дете. Да, детенцето Виктор, мислам дека беше тоа. Да, Александар дизис, тоа е стварно тешка, многу тешка болест. Исто имаме една многу ретка болест, која успеа да е диагностицирана во Белград пред многу години, тука ни помогна, значи, Белградската клиника миоклонус дистонија. Така што има. Не е дека ги нема, ги има. Така, и треба да сме свесни дека ги има. И колку, за колку од овие болести кои што ги набројавте, имаме некаква терапија, а за колку воопшто и немаме терапија. Во земјава, значи, а ја има во светот. На светско ниво, значи, ќе почнам први на светско ниво, дека само за 5% од ретките болести има некаков лек. Затоа е она наша обоена дланка, тоа значи има символика, 5%, една обоена дланка всушност е за 5% од пациентите за ретки болести кои што има некаков лек. Во Македонија преку програмата за ретки болести се обезбедува терапија за 275 пациенти, но не можам да ви кажам за кои ретки диагнози. Не ни можеме да влегуваме во тоа. Чисто за колку има бројка. Да, за 275 пациенти се обезбедуваше околу, да не сум баш прецизна, бидејќи некои во меѓувреме за жал и починале. Заради влошувањето на состојбата, заради ова што... Да се стигне до некаква терапија. Да се стигне, да, како што пратите медиумски, тоа многу тешко оди, бидејќи постоечките закони кои што важат за набавка на ретки болести се катастрофално лоши. Ете, Божен премиерот се нафати за измени на тие закони за набавка и распишување на тендери. Првенствено ќе почнам од секоја година доцење на тендери, тендерска постапка. Кој секи се јави како добавувач по отворање на тендер, разгледување на понудите. До тогаш состојбата на одреден пациент може да се влоши или пак не дај Боже да почине. Исто што е многу важно да се каже, што е исто катастрофално лошо, тоа е дека, а тоа се произлегува од законите, е дека уствари знаете дека лековите за ретки болести се исклучително скапи. И тие се однапред планирани. И ако имаме во регистарот запишани 5 пациенти со одредена ретка диагноза за која што се набавува тој лек во Македонија, значи остануваме само
така ќе се изразам, на 5 кутивчиња или 5 вијали ќе се набават за таа ретка. Во меѓувреме може да има и нови пациенти. Да, тоа сакав да ви кажам. Доколку во меѓувреме се диагностицира нов Тој пациент, шести, тој нема. тој чекаш следната година, Тоа е страшно. прво да се запише во регистар, па да следната година да го стават, да помине на комисија за ретки болести, па да го стават. Или некој од новодиагностицираните пациенти ќе не исконтактираат, па ние користиме свои методи за да му помогнете. Методи, врски, да, Па врски, сега да, добро да, кажа. Доктор тоа се врски всушност на информации. Да, не да, не да не би да погрешно сватена, како ние медиумите, врски на информации. Да се врши притисок за да се превземе нешто. Да, користиме врски на информации кои што ги имаме со клиничарите. Така. Па некој дали добро ќе се изразам, не сакам погрешно да бидам сватена, некои ја имаат и таа среќа во нечива туѓа несреќа, некој пациент да починал, за да може да ги користи. Тие за да не завршат на дрисла, да може да ги користи лековите од починатиот пациент. Таков случај имавме во Охрид. Јас сум горда многу што помогнав на таков случај. Имено имаше пациент со пулмонарна фиброза, така да пак користејќи ги тие мои информативни врски, дојдов до сознание дека има на клиника лекови од веќе 20 починати, па така веќе ги користи пациентот лековите, а со тоа автоматски ја врзуваш државата за следната година, во следниот тендер ти мора да бидеш. Оно што мора да е пациентот во следниот тендер. Да се направи набавка. И ние како здруженија се учиме на тие цак или не знам како да ги наречам. За да се помогне. Само да им помогнеме на пациентите да се спаси уште еден живот. Така. Доктор Божиновска, кажа Лолевска накратко дека навистина се соочуваме со големи проблеми во набавката на лекови. Како вие пристапувате? Барате ли начини? Како им помагате на тие пациенти кои што вие лично ги лекувате? Знаеме дека има експериментални терапии по светот, па дали некако се трудите да им се помогне да се пуштаат? Лекарската фела би требало, јас лично и се трудам редовно да ги пратам сите новитети и сите нови студии кои не е можно сите да ги знаеме, меѓутоа се што можеме да сме во тек. Знаејќи ги тие работи сме во една предност. Пациентите за кои во Македонија има лекарства, и тука сакам само да додадам дека тоа се луѓе со тежок инвалидитет најчесто, со морбидитет. И за нив е уште потешко тоа сито и решето поминување ни сите тие комисии во Скопје за да дојдат до лекот. Тоа никој од, да речам, политичариве наши не го зема во обзир колку е тешко само патувањето од Скопје до Охрид за таков пациент. Да. За тие за кои има лекарства, тоа се обидуваме на секој начин да исконтактираме со надлежните во Скопје, обично тоа се специјалисти од клиниката за неврологија во мојава дејност, и преку нив да се стигне до лекарствата. За тие за кои нема, пратејќи ги студиите, јас на пациентите кои се во можност ги стимулирам и им давам насоки како да се приклучат во некој од експерименталните студии. Низ светот. Имаме случаи каде што родителите биле многу упорни до степен да сменат државјанство за да влезат нивните деца во такви студии. Имаме случаи каде што ги вклучиле на база на бесплатно ги вклучиле во студија затоа што само центарот кој врши студијата сака што повеќе пациенти да вклучи во студијата. Значи на секој различен начин вреди да се обиде. Да се помогне. Но најчесто клиничките студии ја одбегнуваат Македонија. Не знам дали сте го приметиле тоа. Да, има причини заради кои ја одбегнуваат. Легални се најмногу, законски се некои причини. И добро знаат да ти спакуваат дека заради тоа да знаеш да го прочиташ, заради тоа што не сме во членка на ЕУ. Затоа нема да учествуваш во таа законодавството не е најмногу прилагодено и
Такви се треба некои и од тука да се проблемите. поттикнуваат некакви измени, Лолевска. Да, Значи, да. покрај во набавката на лековите, кои за ова едно обично вклучување е тешко да се биде дел. Треба да има и лиценцирани центри кај нас, например, ето клиниките да земат одредени лиценци за учество во такви студии. И тоа е потребно. Така и на тој Да. начин ќе може Да. избрани пациенти кои Да што може да учествуваат се во помогне одредена да студија, бидат дел. Да. Затоа што и таа студија некогаш е И на тие тронка центри надеж. точно, и тие центри треба да бидат исто доволно големи, доволно организирани, не само инфраструктурно, и професионално со доволен број на специјалисти. Има многу работи и услови кои мора да се исполнат. Так. Одиме со кратка пауза и се враќаме после рекламите. Продолжуваме со нашиот разговор, а темата ни се ретките болести. Лолевска, овде би сакала да поразговараме околу тоа што за жал овој месец, февруари, месецот кога е посветен токму на ретките болести, ни се случи еден немил настан со увозот на лекот за цистична фиброза. Имавме за жал еден пациент кој што почина. Сега последно слушнавме дека тој лек ќе биде донесен. Да. Одно што го знам, јас го знам исто како и вие, Од медиумите, претпоставувам, Од медиумите, да. И како што кажавте, требаше значи да згасне еден човечки живот, за да се разбудат, да се свестат властите дека законите во Македонија за набавка на лекови се катастрофални. Значи, како што знаете, лековите за ретки болести се исклучително скапи и дека одат со претходно планирана набавка. Секој лек е планиран однапред и за тоа се прави буџет. Меѓутоа, кога се работи за одредена ретка болест каде што има само еден добавувач, како што е во случај на цистична фиброза, меѓутоа имаме и уште една иста таква ретка болест која што ги зафаќа бубрезите и сите органи, уствари, се ствараат камчиња, тоа е примарна хипероксалурија тип 1. Доколку имате само еден производител на светско ниво, нема тука што да барате тендери, седнувате и разговарате. Затоа што со директно, да, тоа Сдруженијето за цистична фиброза цело време многу добро го кажуваше. Значи, седите и разговарате на маса, преговарате со конкретно министерството, преговара со добавувачот на лекот. Бидејќи само така со директни преговори можете да дојдете до намалување на цена, можете да дојдете до гратиси, да речеме за неколку пациенти, до бесплатна обука на медицинскиот персонал, за ако се работи за специфично аплицирање на одреден лек, бидејќи некои лекови како што е спиразата, докторка, вие тоа најдобро го знаете, значи треба да се исцеди неколку милилитри од ликворот во кичмата, за после да се аплицира спиразата, значи, а за тоа треба да се направи обука на медицинскиот персонал. А таа обука треба да ја направи компанијата која што го носи, произвела. И сето тоа се бара да се направи тој персонал да се обучи бесплатно. Исто така, доколку седнете и разговарате на маса со производителите на лекот или добавувачите на лекот, можете исто така од нив да барате, еве конкретно за цистична фиброза, нив им требаат и доста апарати за искашлување. Можете да барате и донација на такви апарати. Значи, има начини да се... Да, и тоа многу зависи колку се тоа ќе е успешно од умешноста на тимот кој преговара со добавувачот. Колку, ќе искористам сега еден малце може неубав збор, ќе искамчи. Колку ќе успее да го намали, да ја намали цената на лекот,
да добие Да гратиси. се испазариш. Да, Едноставно дефинитивно да се е испазариш. пазарење. Така. Да добиете гратиси, да добиете едуцирање на медицински персонал Така, или така. машини за И да се искашлување. помогне на пациентите конкретно. Да, точно така. Докторка, колку лекарската фела има можност да напредува на ова поле? Сте биле ли дел од некои светски симпозиуми? Сте имали ли можност да учите? Вие, вашите колеги, општо, какви се можностите кај нас? Индивидуални се можностите кај нас, морам да кажам. Можностите на клиниката за неврологија во Скопје се малку поголеми него нашите кои живееме во останатите градови. На нас останува индивидуално ние да се интересираме и да се залагаме. Така. Значи, Да, нема можноста постои, не дека не постои. Постојано има секакви видови на едукации, конгреси, светот гледаме. Да, така што индивидуално, кој колку е заинтересиран да се занимава со ретките болести, толку и ќе научи. Така, значи имате можност, доколку сакате да се пријавите, да аплицирате, да учествувате. Доколку сакаме, имаме можност, посебно ние во неврологијата, помладите невролози имаат можности за голем број стипендии, за едукативни грантови од Европската организација за неврологија, така што има можност. Така. Зборуваме за предизвиците, во однос на набавката на лековите, кажавме што све треба. Ајде само малце, каква е поддршката од државата конкретно за улеснување на животот кај ретките лица? Значи, секојдневно гледаме дека имаме лични асистенти, дека има финансиска помош, поддршка. Се изборивте, Лолевска, за стипендии за лицата со ретки болести, навистина еден голем чекор. Но ете, каква е државата и локалната? Колку ги помагаат овие семејства? Можам да кажам дека на локално ниво можеме подобро да се разбереме, така ќе се изразам, со локалните власти, откако на државно ниво. Пак ќе речам дека тоа зависи од во конкретниот случај, кај мене моја умешност и успешност, да го не ми требаше многу да го разубедам градоначалникот да обезбедиме стипендии за оваа ранлива категорија на деца, ученици, студенти, магистранти, и како такви сме единствени во единствена општина во државава. И тоа плюс на моје инсистирање ставив да се има и како клаузула да не зависи успехот на овие пациенти при добивање на стипендии, бидејќи кај многу од овие деца можете да не идите на физичка попреченост, меѓутоа кај некој можете да најдете на мала интелектуална попреченост, меѓутоа која што ако се стимулира тоа дете, дали тоа ќе биде со плюс приватни часови, логопеди, асистенти да работат со него, значи може да се успее, меѓутоа тоа се кошта. Тоа е се кошта по живот на родителите, нели? Затоа што државата така ти обезбеди асистент, меѓутоа не знам колку, мислам околу 4 сати тие асистенти се платени за да му помогнат на детето на училиште, а после дома дали доволно ќе е родителот умешен и спремен да продолжи понатака со тоа дете да работи, не секој може да продолжи да работи, и уствари ние родителите можеме да му помогнеме во смисла на она што ни е од Бога дадено, природно, родителство, така? Меѓутоа, ако дома имаме дете со некаква попреченост на која што му треба вежби да се прават дома или треба стручен, треба да е некој да може тоа да го прави. Или некои вежби, говор, слух кои што се поврзани, значи сето тоа треба родителите го плаќаат приватно, затоа колку толку со стипендиите барем малце ќе се олесни товарот во буџетот. Во понеделник имам средба со градоначалникот, па сакам да ја начнам и да ја наметнам таа тема за следната година, доколку секако си има пари во буџетот од општина Охрид, малце да има изголемување, бидејќи растат како што растат цените. И трошоците, со инфлацијата, така. Колку толку да се помогне на овие ранливи семејства. И апелирам, бидејќи сме регионална телевизија, нели? Апелирам и до останатите општини да помагаат, да го следат примерот, меѓутоа
да мисли да на некој начин мене тука сум јас да им помогнам на тие кои што сакаат да го научат начинот на кој што можат да преговараат, ево да речем, со општинските власти за било каква помош да се даде. Докторка, бројка не знаеме, кажавме од пациентина, ете мене ме интересира на која возраст најчесто се пациентите со ретки болести кои што ги имаме во овој регион и кои што ево вие лично како лекар сте имале со нив контакт, за колку од нив има терапија? Така, во мојата специјалност, значи во неврологијата, најчесто диагностицираме во првите 2 декади од животот. Во детската возраст и до кај 20 години, меѓутоа има и ретки болести кои се јавуваат во адултно доба. На прсти од 2 раце се бројат тие пациенти кои ги имаме во нашава општина, кои се со адултни ретки болести, значи сме ги диагностицирале на 30-40 дури пациент кај кој диагнозата се постави на 60 годишна возраст и покрај тоа што ја баравме 10 години, успеавме тек на негова 60 годишна возраст. Третман има за болните со спинална мускулна атрофија, значи тие пациенти преку преку фондот го добиваат лекот за спинална мускулната дистрофија и тоа е точно нажалост со каснење од 1 година, бидејќи веќе ви објасни Гордана колку се тие тешки процедури за да се стигне до лекот. За другите болести нема докажани лекарства. Некои од моите пациенти се вклучени во експериментални студии во други центри, некои се вклучени во студии со генетска терапија, други во студии со имуносупресивна терапија, во различни студии. Секој се снаоѓа како што знае и уме. Значи, ви кажав претходно, некој мора да смена државјанство за да стана дел од студија, некои пак преку проекти кои се работат преку студии во кои е вклучена Македонија. Мал е бројот на тие кои се вклучени, значи тако апроксимативно да се изразам, можда вкупно некој 50-60 пациенти ги имам јас со ретки болести, не јас, него поминале низ нашата амбуланта. Овие претходниве 15 години да биле 50 до 60, од нив 4 или 5 се на некоја терапија. Експериментална или докажана. Останатите се без терапија, за жал. За многу од нив се уште нема терапија. И во светски рамки. За многу од нив и во светски рамки нема. Но ние немаме можност ни да ги донесеме. За мал процент, можда за 10% би имало терапија која би ја донеле. Кога би имале и желба и пари. Би сакала само да се вклучам во дискусијава. При самото диагностицирање, меѓутоа и при добивањето на терапија, многу е важна умешноста, како што е умешноста на доктор Маја, на професор Тасич, професор Кузмановска, професор Барбов од клиниката за неврологија во Скопје. Од нивната умешност колку ќе успеат да се внесат и во самата приказна на пациентот, меѓутоа и да му помогнат да го изодат патот. Бидејќи низ вашата амбуланта дневно поминуваат многу пациенти, меѓутоа од нивната сама умешност и само зафаќање да помогне на целото семејство многу зависи и самото изодување на патот на тоа семејство до добивањето на диагноза, а дај Боже некогаш и до добивањето на самиот лек. Да. Олевска, сега би сакала да врашам, затоа што сами споменавте и претходно и вие тоа не го криете. Вие сте еден родител кој што јавно зборува за болеста на собственото дете. Кажете ми, еве, после толку години, што ви е најтешко да се носите со овој предизвик? Немањето на лек. Се уште забрато. Тоа е најболното нешто. Докторка, вие како лекар, како им помагате на овие пациенти кои што се соочени со ова? Верувам дека многу е важен тука и психолошкиот аспект. Многу е важен психолошкиот аспект, многу е важно индивидуалното советување, значи на секој пациент да му се пристапи индивидуално, на пациентот, на семејството, да се направи една добра конекција меѓу лекарот и семејството, со цел во секоја сфера колку што може лекарот да помогне, бидејќи не станува збор само за физичка болест, значи тука може да има и когнитивно страдање, извесен ментален дефицит, потоа се развиваат секундарно
како резултат на стресот, на целата таа борба со таа безизлезна состојба се развиваат и анксиозни расстройства, депресија кај фамилијата, кај тие кои се грижат за пациентот, за болниот, така што грижата треба да е всеопфатна за секое семејство и треба да е индивидуализирана. Во зависност од состојбата на семејството, зависност од нивните можности, од нивните сваќања, од односите кои ги имаат, на секој начин може да се помогне. Да, кога ќе има едно лице со ретка болест во едно семејство, верувам дека тоа е еден голем удар. Не страда еден човек, страда не страда, целосно семејство, да. Не страда, Значи, и тоа е докажано и во пракса, тоа е докажано и со студии дека тие кои се грижат за лицата не само со ретки болести, туку со било која потешка болест, посебно за болести каде што нема терапија, дека истите и грижителите страдаат. Да, токму тоа. Да, цело семејство страда, цело семејство е погодено од самата ситуација. Да. Ајде малце нешто поубаво. Како ќе се обележи годинава 28 февруари? Што све ќе подготвите, што ќе направите за овој ден? Имено самиот престоечки викенд, благодарение на иницијативата 5 до 12, ќе се направи мал хепенинг на градскиот плоштад, бидејќи ето поради пандемијата одамна не сме имале таков јавен настан на отворено. За денот на ретки болести за 28 февруари, секоја година патувам во Скопје, така да планирана е изложба на цртежи на сами пациенти со ретки болести на дечиња, меѓутоа и нивни поддржувачи во Мала Станица. Меѓутоа, излегувањето на петата поред поштенска марка посветена на овај пат на децата болни од ретката болест ихтиоза. Со тоа ќе ја заокружиме ето и 5 сезони на кампањата ги запознаваме ретките болести, 5-та ретка поштенска марка се во знакот на едни петки. Да се надеваме дека следната година дека кога ќе се видиме дека барем уште еден прст ќе имаме од другата рака, само да се најде. Знаејќи дека медицината оди напред, тие клинички студии се стануваат се подобри, одат веќе и во трета и четврта фаза. Само да се надеваме дека ФДА и ЕМА побрзо ќе ги одобрат и ќе ги стават на орфан листата за ретки болести. Така. Докторка, колку е важна оваа соработка помеѓу лекарската фела и невладините организации? Исклучително важна е. Исклучително важна е. Според мене можда тоа е најважниот сегмент. Со сите потребно е да имаме контакт со сите невладени организации кои се занимаваат, значи тето во сферата на медицината и болестите. Тоа е единствен начин на кој може да им се помогне на пациентите. Така. Ајде за крај, привршуваме со нашата емисија. Лолевска, која е вашата порака до сите семејства кои се соочуваат со ретки болести? Како, што би им порачале во оваа година во февруари? Истата порака ја пренесувам и секоја година, да не се стигматизираат, јавно да зборуваат за својата болест, и ако тоа сепак е од нивни лични причини не сакаат да го сторат, тука сум била за секаква соработка, да им помогнам, дали да се стекнат со одредено право од социјалната заштита, дали за како да се внесат во регистарот, да ги насочам кај одреден доктор, само да не се затвараат, само да зборуваат и за проблемот, а најчесто да не го сокриваат проблемот и од самиот пациент кој што е дома, бидејќи секако не е лесно доколку тој пациент е дете, тоа дете да ги гледа мама и тато со солзи во очи, да се прашува што е сега, кај изгрешив јас, уствари тоа не е ништо видовно. Значи, семејството е многу важна алка и секогаш семејството треба да си биде неголема поддршка, а не да се крие. Така. Докторка, ајде вашата порака како лекар.
Јас би им советувала на семејствата и на пациентите да не губат надеж, да не се откажуваат и од барањето на дијагнозата, иако нема терапија, бидејќи поставувањето на самата дијагноза е еден дел од олеснувањето, да речам. А на моите колеги би им советувала да ги слушаат внимателно пациентите, бидејќи тие најдобро знаат кои се нивните симптоми, кои се тегобите. Ви благодарам многу за издвоеното време, ви посакувам многу успеси, истата желба, што повеќе лекови да се пронаоѓаат и што повеќе срекни лица. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од емисијата Прашалник. Благодариме. Почитувани гледачи, вам ви благодариме за вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија. Довидување.